Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Ова е Кво Вадис на Единствена Македонија. Планетава Земја почнува да трепка. Што ли ќе се случи? Да се надеваме на најдоброто. Она што е клучно на меѓународната политичка сцена се следниве работи. Смртта на Навални во затвор во Русија. Многу мистериозни работи. Мислам дека овој момент има една голема дволичност сега од Западот кои изразуваат сочувство за она што му се случи на Навални, но од друга страна, неговата сопруга даде едно нешто многу интересно. И сега вика, ја го видов него, он беше пред неколку дена, или неговите, беше многу здрав, многу добар. Што ли се случи со него? Ај сега размислете си. Он е во затвор, веќе и го подзабораевме, секако дека е лидер на опозицијата, од шарените, во ред е тоа, се е тоа во ред, туку му треба сега такво нешто на Путин во оваа војна, уште една голема кампања против него. Ја да сум на место на Путин, ја вака би го чувал. Има уште неколку интересни работи во врска со смртта на Навални. Ја во моментов ги немам сите податоци, но чекам западните новинари, не источни, западните новинари, сепак демократијата од западни новинари, Такер Карлсон направи вистински бум, ги уништи и CNN, и BBC, и Fox, и сите, и DDT, покажа што е новинарство. Но, каде беше жена му на Навални? Како тоа? Ај подобро не. Ќе останеме, Бог да го прости кутриот човек, се изнамачи, но кога испитуваш да сум агент, да сум FBI, да истражувам нечија смрт, секогаш би барал мотив. Кој би имал најголема корист од смртта на Навални? Навални мене ми мириса на жртвено јагне, но не можам ни да го амнестирам Путин и руската држава дека они со некакви системи тоа го прават. Запад лесно ќе голтне дека Путин е крив, дека руската држава е крива, но ја сепак би се размислил, окей, ја би ги осудил веднаш, но за да го осудам убиецот, треба да знам кој е убиецот и кој му е мотивот. А за да го дознам кој е убиецот, треба да го знам кој е мотивот. Има многу мотиви и за едната и за другата страна. Ќе остане ова интересна мистерија. Како и некои други убиства на Запад, што, например, Епштейн, еден од најголемите педофили за кои многу ретко зборите, ама тоа е страшно нешто, една каква мрежа на најбогати и најпознати луѓе злоупотребуваат деца за сопствени потреби сексуални. Перверзија, гнасотија. Туку, втора работа, значи, ова се случува, смртта на Навални, во моментот кога Путин е, барем велат, дека неговата изјава, иако е стално смирен човек и така натаму, но дека бил многу бесен, откако јавија дека средствата замрзнати, откако почна руско-украинскиот конфликт, средствата замрзнати на банки, на компании кои изнесуваат 300 милиарди долари, Западот сака да ги конфискува. Да конфискува штуѓи пари. Вие памтите дека уште средства и имот од Југославија разделуваме. Колку децении помина од Југославија? 4 децении помина. И ние уште 3 децении, добро, уште се дела. Замислете која е таа неприкосновеност на собственост на една дури и бивша држава, да посегнеш по туѓи пари. Тоа е без преседан, затоа што утре ќе им се случуваат. Видете, со Косово им се случи Крим. Косово малце, така, Крим колкав простор. Замислете за 5-10 години што ќе има дозвола утре Кина, Индија, Русија да направат. Западот е многу моќен, но и многу арогантен. Таа ароганција
те прави да правиш престапи, лоши потези кои после од глава ти се маваат. На Бајденова му е добре дојдено затоа што неговите катастрофални рейтинзи, а во овој момент нема никаков конкурент за кандидатски председател и кај нив, кај демокративе е еден изборот, познато ви е. Исти се, тоа се нивни клончиња од тука ги имаме и тие не владеат веќе 7-8 години, но да се надеваме дека за кратко ќе ги и така натама. Трамп растура. Го слушам, Трамп има релис, така наречени, бидејќи сега се гласа за кандидат за републиканска партија во одредени градови, во одредени држави, и он иде и држи говори по 2 сати. Сега, наспроти она кутро старче кој ги владае американците, иако он не владеат, нели, оние сива еминенција, така наречена, Трамп фасцинира со јасна, прецизна мисла, држи 2 сати, прави керефеки, кажува вицови, знае што збори и така натаму. Тука се со години. Тоа е доста интересно. Мислам дека Бајден би требало да го ослободат, ама луѓето околу него ќе го умрат, се до последен здив додека можат преку него да си ги задоволуваат собствените интереси, ако треба светот нека гори. Они се буквално олицетворение на Џокер. Они се како движење, институција, организација, она што Џокер го представува во Бетмен. Сега, зашто толку се потресуваме она што се случува во Америка, Запад, си имаме ние своји проблеми. Луѓе мои, за да ја бидам подготвен, што ќе ми се случи, да носам добри одлуки и дали ќе се преселам од држава не знам каде или зошто, ја треба да намирисам барем што ќе се случува. Знаете, евреите, оние што биле попаметни пред прогонот во Германија, им текнало на време, се спакувале и почнале да бегаат затоа што знаеле што ќе следува, а тоа почнало да следува години подоцна. Нели? Не зборам за такви радикални, но тука имаме инвестиции и така натаму. Бидејќи ние македонците сме само на една плата од тотален банкрот. Поточно, една плата да не се додели, овој прст ми дојде. Една плата да не се додели, македонците се банкрот. Па добро, наплати им тогаш кога ќе го банкротираш, кога ќе нема ништо на сметка, наплати му струја, вода и така натаму, тогаш па системот се руши. Наплати ги даноците, како ќе купи храна. Знаете, тоа се работи кои како домино е, но не е едно домино, него е едноставно допира многу работи. Политиката бара баланс на разумни и рационални луѓе, не идење во радикалност како што ова го прават нашиве, овие што не владее од 2017 и овие што се демократија на власт, што плаќаат нивни такви полтрони и клонови да владеат со земите за да си ги задоволуваат собствените потреби. Па на крај кој ќе се прашам, добро бе, што прават со толку пари што ќе ги украдат, од джеп не им идат. Па се финансира војна. Навални, Путин, 300 милиарди и изборите во Америка, порозната граница на Америка, она што се правеше на Европа, што го направи на Европа, истата врхушка сега си го прави на собствената држава. Само ќе ве подсетам, во Југославија, 10 години пред да дојде распадот, ние знаевме дека Словенија прва ќе се отцепи. И се отцепи. Во Европа тоа го направи Британија. Тексас најавува. Отцепување нема додека има пари. Кога ќе почнат да секнуваат парите, тогаш почнува сецесија. Бидејќи најмоćната држава во стейт, во Америка, секако математика ќе прави, не само политика. Бидејќи отворените граници треба да го дебалансираат балансот на населението. Кога збориме за латиноси, не е проблемот само да ги примиш латиноси, туку да станат лојални граѓани.
легитимни, да придонесуваат, да работат, да плаќаат даноци, само така останува државата. Најзагрозени во овој момент, знаете кои се? Не се белците, латиносите кои си дошле, си учеле, си работеле, се мачеле и станале граѓани на Соединетите Американски држави. Сега им доаѓа некој лик и гледав интервју, нема да ви го пуштам тука, но тоа е страшно. Значи, ги сретнува две мигрантки во Њујорк, шо правите? Еве се шетаме. Кај сте сместени? Во хотел. Платен ви е хотелот? Да. Луѓе мои, не правам керефеки, не ви измислувам. Значи, ова е најточно, ова не е дури ни бајас, ни измислувам. Платен хотел, 3 оброка, средено е све што им треба за здравствено осигурување и джепарлак. Колку ќе останете во хотелов? 7 месеци. Луѓе мои, како бе, ја не можам да си дозволам. И знаете што вика сега самиот водител? Па ние имаме лојални граѓани кои се со генерации овде како не можат да врзат крај со крај американци. Знам како вие, затоа што истото и јас го чувствувам. И сега замислете што прават, само за да донесат гласови. Толку лошо стојат во ретизи да нив им требаат сега да можат мајмуни, овци, кози да донесат и тие да ги натераат да гласат за нив, затоа што нема кој да гласа. Но така и кај нас и се надеваме на подобро. Така да стискајте палци.